Очекувано, регулаторната комисија за енергетика ги намали цените на горивата за 1,5 денар за литар. Од полноќ Евросупер БС 95 ќе чини 80,5 денари за литар, додека 98-цата ќе биде 82,5 денари. Исто така се намали и цената на дизел горивото и тоа од полноќ ќе чини 94 денари за литар. Ова се цените без попуст на окта од 3 денари за дизелот и 2 за бензинот, со што горивата ќе бидат поевтини за овој износ. Но додека регулаторната комисија го потврди она што владата го најави во текот на викендот, светските берзи повторно не мируваат. Цената на барел нафта се зголеми и до затворањето на овој прилог растот беше за околу $5 во споредба со петокот и изнесуваше $95 за барел Брент сурова нафта. Инаку лоши вести доаѓаат од нашиот јужен сосед, каде што неименуван високо позициониран извор од рафинерискиот сектор за грчкиот весник Катимерини изјави дека рафинериите во Грција, кои се 4 на број, имаат залихи со сурова нафта за наредните 2 месеца. Целосно сме обезбедени за 2 месеци, доколку пловидбата во Ормудскиот теснес не се обнови, ситуацијата ќе стане потешка подоцна. Состојбата со производството на гориво во Грција е многу значајна за Македонија. Македонските дистрибутери 70 до 80% од горивата ги набавуваат од рафинеријата Окта, која е во собственост на грчката компанија Hellenic Petroleum. Инаку во текот на викендот и изминативе неколку недели, премиерот Христијан Мицкоски не изјавуваше дека Македонија нема никакви пречки околу снабдувањето со нафтени деривати и дека во случај на потреба на располагање се државните резерви, кои покриваат околу 62 дена од потребите на државата, како и количините што се наоѓаат во продуктоводот Солун Скопје, кои задоволуваат потреби од 1 до 2 недели. Дополнително, македонските компании според законот имаат обврска да имаат оперативни резерви за 5 дена, а според информациите, компаниите располагаат и со комерцијални резерви кои покриваат потреби од 1 до 2 недели. Сепак, дополнителен проблем во овој момент во Европа е состојбата со керозинот во Европската Унија, а што може да влијае и врз македонската економија и стопанство. Според еврокомесарот за енергетика Дано Јоргенсен, Европа се движи од криза на високи цени кон потенцијална криза на снабдување, што најпрво може да се почувствува кај авионското гориво. Се движиме од криза на високи цени кон криза на снабдување. Тоа најпрво ќе се почувствува кај авионското гориво и се приближуваме до тоа многу брзо. Дека состојбата е сериозна потврдува и германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој ќе го свика Советот за национална безбедност, за да се разгледа енергетската состојба во земјата. Наскоро ќе го свикаме Советот за национална безбедност за да го разгледаме прашањето за безбедноста на снабдувањето. Енергетската состојба во Европската Унија и во Германија е исклучително значајна за Македонија, бидејќи секое нарушување на нивната економија може да значи ризики за нас. Податоците покажуваат дека околу 60% од трговската размена на Македонија е со Европската Унија, додека околу 40% од македонскиот извоз завршува на германскиот пазар.